Агенцијата за вработување на Република Македонија во моментот спроведува неколку активни мерки се со цел да се намали бројот на невработени лица. Во тек е мерката практиканство, што се однесува за млади лица до 27 години со најмалку средно образование. Значи сите лица кои што се заинтересирани да обавуваат пракса во некој од приватните работодавачи, да дојдат во Центарот за вработување во Струмица и да ги поднесат своите апликации до 17 јули, се со цел да можат да бидат прифатени од некој од работодавачите и за да можат да ги подобрат своите знаења и вештини и да бидат понатаму да можат да го решат проблемот со вработувањето. Исто така работодавачите од приватниот сектор се повикуваат да дојдат во Центарот за вработување во Струмица и да ги поднесат своите апликации како би можеле да им овозможат на младите невработени лица да се стекнат со одредени знаења и вештини и понатаму во договорите кои што ќе ги склучиме има оврска доколку работодавачот аплицира за двајца практиканти, барем еден од практикантите да биде вработен и да биде на работа најмалку една година. За периодот додека лицата ја обавуваат праксата кај работодавачите, Агенцијата за вработување плаќа 5000 денари на практикантите со вклучен персонален данок и осигурување во случај при повреда од работа. Значи за тој период од 3 месеци практикантите земаат паричен надоместок за трошкови за храна и за превоз. Понатаму друга мерка која што во моментот тече во Агенцијата за вработување е обука за познат работодавач. Се повикуваат исто така работодавачите од приватниот сектор, кои што не можат да го решат вработувањето, да се обратат кај нас најдоцна до 17 јули и да аплицираат за обуки од одреден вид од одреден профил кој што им се потребни, за да можеме да обучиме неколку лица. Овдека веќе не зависи, образованието не е битно, значи можат да аплицираат било кои лица и за било каков вид на обука. Доколку фирмата аплицира, значи за овој вид на обука, исто така 50% од лицата што се вклучени во обука треба да бидат понатаму вработени на неопределено работно време и да бидат во работен однос најмалку една година. Доколку од било која причина лицето го напушти работниот однос, тогаш работодавачот е должен да го замени со друго лице од евиденцијата на невработени во Агенцијата за вработување. Во тој период, додека тече обуката, исто така лицата добиваат по 5000 денари со вклучен персонален данок и осигурување при повреда од работа. Исто така, во тек е огласот за кредитирање на мали и средни предпријатија, оглас кој што за прв пат, активна мерка која што за прв пат се спроведува во Агенцијата за вработување, се со цел да им се помогне на работодавачите од приватниот сектор, значи да може да аплицираат за кредити за едно невработено лице 3000 евра, со можност да аплицираат до 3 лица, значи вкупно за 9000 евра. Кредит кој што е многу поволен за работодавачите, се работи за кредит со 1 на 100 годишна камата, грейс период од една година и се враќа после за 2 години. Значи се повикуваат сите работодавачи од приватниот сектор, сите предпријатија мали и средни, да се јават во Центарот за вработување во Струмица, да аплицираат за овој вид на кредит, кој што огласот ќе трае до 31 јули, како би можеле на некој начин, значи да го намалиме бројот на невработените, а исто така да им помогнеме на работодавачите да го искористат овој кредит кој што е многу поволен. Значи, обврска ќе биде на работодавачите лицата за кои што ќе аплицира да ги држат во работен однос 36 месеци. Исто така, доколку лицето од било која причина го напушти работниот однос, значи работодавачот го заменува со ново лице од евиденцијата на невработени во Центарот за вработување во Струмица.